Ниту денес нема меѓупартиски консензус за измените во изборниот закон, а ВМРО ДПМН и бланко прифаќа се што ќе договорат партиите од опозицијата. Вака да седнат политичките партии кои што се дел од опозицијата, тоа се ДУИ, СДСМ, Левица, како и некои други помали политички партии, и меѓу себе да се договорат за сите различности кои што ги имаат отприлика 4 клучни работи, бидејќи гледаме дека платформите им се исти, но се разликуваат во деталите. Да седнат да се договорат за една изборна единица, да седнат да се договорат за модел на финансирање, да седнат да се договорат за поплаките и начинот на кој што тие би биле прифатливи, и да седнат и меѓу себе да се договорат дури и за моделот на изјаснување на диаспората. Сето тоа кое што овие опозицијски партии ќе го понудат до нас преку еден пречистен текст на закон, ние тоа ќе го прифатиме. Од Левица велат дека се изненадени од понудата на ВМРО ДПМН, но за нив сега проблем е времето. Значи туркаме вакви едни, мора да кажам, големи реформи на некои состаноци кои што траат по 30-40 минути и секако ние не можеме да се договориме што треба да правиме, а камоли па да отвориме дебати околу заштитните механизми. Затоа ние баравме, имаше предлог кој го поддржав, овој процес да продолжи. Значи овој процес траеше 4 месеци во Министерството за правда, зашто да не продолжи, карикираме, уште 3 месеци не мора во правда, може во собранието, и да ги испегламе меѓу кои и тие, ако веќе имаме тие детали кои што се нели битни, затоа што во ваков еден случај кога вие го проширувате начинот на гласање на диаспората и треба да оведете некои безбедносни протоколи, дали било по пошта, дали електронско, значи вие техничките детали, што навидом изгледа технички, стануваат суштински. Албанската лига на Зијадин Села преферира отворени изборни листи, а ДУИ не се согласува од следниве причини. Од електронското гласање на диаспората, барајќи гласањето да се спроведува по пошта, и второ од договорот подзаконските акти на Државната изборна комисија, што се однесуваат на електронското гласање на диаспората, да се донесуваат со консензус, барајќи тие да се усвојуваат со мнозинство гласови. Социјалдемократите и понатаму тврдат дека Мицкоски и ВМРО ДПМН имаат намера да манипулираат со 200.000 гласови од диаспората. Лагај дека СДСМ е против гласањето на диаспората, бидејќи иселениците гласаат и сега. Ние сме против модел кој отвора врата за изборен грабеж и манипулација со гласови на 200.000 граѓани од диаспората. Власта категорично одбива Државната изборна комисија со консензус да ги регулира овие процедури. Ако целта им е фер избори, зошто бегаат од механизми за контрола и доверба во процесот? Стои во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.